Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. С радост и задоволство денеска можам да изјавам дека во соработка со Министерството за труд и социјална политика на чело со министерката Мила Царовска, владата на Република Македонија и синдикатите за рударство успеавме да реализираме една идеја која што пак ќе повторам потекна тукму од овде, од нашата општинска организација пред 2 години, на една работна средба во која што изнесовме барањата на вработените во Рудник Сас. Ке изразам уште еднаш голема благодарност до Министерството, до владата на Република Македонија и заложбите и слухот кој што го покажа во носењето на новиот закон за бенефициран стаж, кој што ќе биде од особено бенефит и за компаниите и за вработените, а со тоа покажавме заложбата и на локалната и на централната власт за правата и грижата за работниците. Ги поздравувам работените во Рудник Саса, им посакувам долго здравје и оние кои што ги исполнуваат условите кога ќе стапи законот на сила, им посакувам понатамошен пензионерски живот. Среќен пензионерски живот. Почитувани граѓани, мене ми е навистина мило што денеска во Каменица имавме една плодна средба помеѓу општината, јас како представник на Министерството за труд и социјална политика и владата, синдикатите, исто така и од работодавачите. Целта на оваа средба беше да се дискутира како да ги подобриме работните услови и бенефицираниот стаж на рударите. Сметам дека имаше неправедни одредби, се уште тие постојат неправедни одредби во законот, во кои што не се даваше можност да, согласно бројот на собрани години стаж, да тие може да одат во пензија. Тоа го менуваме и токму затоа ги поканувам сите граѓани, и работодавачите, и работниците, и синдикатите да коментираат на законот кој што ќе биде поставен на електронскиот систем за поставување на закони, за да може да имаме една дебата по однос на тоа дали се движиме во добра насока со ова законско решение. Ова законско решение предвидува да рударите одат порано во пензија или да одат со 40 години навршени стаж во рудник со подземен коп, или тоа е за 40 години е за мажи, 35 години е за жени. И сметам дека ова решение конечно ќе придонесе за поквалитетни да станат тие работни места, но и секако граѓаните да имаат и повеќе интерес да се пријавуваат за овој тип на работни места. Затоа што само со квалитетни работни позиции можеме да постигнеме и подобра продуктивност во компаниите, а со тоа и подобар економски раст и развој во нашата држава. До 40 години исполнет работен стаж може да заменат во пензија, бидејќи како што знаеме имаме рудари кои со по 58 години работен век, тоест животен век, уште копаат во тие јами, што мислам дека тоа ќе престане више. Оваа придобивка ќе искористиме без разлика дали некој работел горе на површина или доле во јама, законот за сите ист и ќе има многу работници кои ќе заменат во пензија, но со тоа ќе се отворат многу работни места, тоест на младите потошто во Македонска Каменица ќе може да аплицира за тие ново отворени работни места и да се стекнат со едно работно искуство кој ќе го земат од постарите рудари и ќе се обезбедат нормален и стабилен живот. Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство со особено задоволство го слушна предлогот за промена во законот за пензиско инвалидско осигурување, што ќе се ефектуира особено кај рударите со подземна експлоатација. Зошто е ова задоволство? Затоа што ние како синдикат долги години притискавме со оваа идеја, баравме промени во законот, меѓутоа дури и со оваа влада најдовме соодветен соговорник кој што ја свати тежината на проблемот, ја свати сета неправичност на досегашните законски решенија и еве излегуваме со еден предлог кој што ќе значи остварување на барањата на рударите. Поради тоа, како синдикат го поддржуваме предлогот, го поддржуваме законот и секако ќе бидеме активни и во коментирањето на поединечните одредби во рамки на јавната расправа што почнува од утре. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.